Исчезнуваат обичаите поврзани со православната нова година, но и Василица во Кумановско. Етнолозите од Кумановскиот музеј, кои со години ги истражуваат обредите и ритуалите кои некогаш се применувале за овие празници, укажуваат дека повеќето се веќе изубрени. Во Кумановско, најчесто во село Рашац, но и Пчиња, на денешниот ден, почнувајќи од утринските часови, па се до вечерните, од куќа на куќа оделе така наречени џамалари, маскирани во различни маски. Тие собирале производи од домаќините, почнувајќи од брашно, овошје, вино и ракија. По завршување на обредот, вечерта пред Василица, собирале пари и организирале гозба, но и купувале икона за манастирот Свети Илија. Кустос советник етнолог од Кумановскиот музеј Стојчевски изработила и документарен филм посветен токму на џамаларите. Овој обред е исклучиво од машки лица, кои што се маскирани во зооморфни и антропоморфни облици. Инаку спаѓа во периодот на 12 накрстени денови, за кои се верувало дека царуваат лошите сили, зли духови, демони во самото село. И сите овие игри били изведувани за да се донесе напредок на селото, напредок на семејството, како и добар посев. И нашето благослов да даде, животот наш да се спокойно биде. Сите нам живеете да даде Господ. Ајде, станете сите! Доколку маската била пострашна, тие верувале дека со тоа ќе го изгонат лошото суштество или како што они ги нарекувале караконџули. За овој празник беше изработен при самото истражување еден документарен филм Џамалари, каде што навистина бев присутна на самото место на изведување. Маските ги припрема еден месец порано. Во самата игра учествува зет, невеста, баба, старец и разни маски изработени од овчја кожа. Лицето го црнеа со саѓи. Стојчевски се сеќава дека џамаларите една година поминале и низ улиците во Куманово. А имаше обичај порано, ако се сретнаа двете групи од Пчиња и од Орашас, доведувало до тепачка, па имало и починати луѓе, па и ден денеска постојат џамаларските гробишта во село Рашац. Овие ритуални игри се познати низ цела Македонија. Познати се само по други имња, како бабари, ешкери, вмпери, и мислам дека и ден денеска се изведуваат за самиот празник Василица. Навистина ми е жал што овој обичај кај нас се исчезнат, но јас имав среќа да го забележам со камера и ете тој остана во нашата архива, во нашиот музеј. Но во Кумановско се уште не се исчезнати сите обичаи поврзани со старата нова година и Василица. Голем број домаќинства денеска подготвуваат качамак, трпезата е богата со овошје. Верниците наздравуваат и посакуваат берикетна година. За обичајот со паричка, додека кај нас беше актуелен и присутен за време на Божич, овој ритуал се изведува битола прилеп Охрид, но пак ние во нашиот музеј имаме обичај секоја година да делиме лепче со паричка и се оној кој што ќе добие паричката се смета како кум. Од Кумановскиот музеј потенцираат дека етнологијата и фолклорот се едни од најзначајните аспекти за истражување на богатото културно наследство и реактивирање на минатото и начинот на кој што духовно се изведувале обредите и ритуалите.